Во последниве неколку месеци има недостаток на средства во одредени сектори. Шумската полиција чека повисока плата со ребаланс на буџетот. Вчера министерот за економија кажа дека експресно се искористени парите за субвенции за ПВЦ. Следниот месец се очекува планот за економски раст да почне да биде оперативен. Дали веќе се прават контури за ребаланс на буџетот, кој што неколку пати е најавен од почетокот на годината? И поврзано со тоа и Светска банка и ММФ ги намалија проекциите за раст на македонската економија за годинава. Дали со ребалансот на буџетот ќе има и таква корекција на предвидениот раст на владата? Благодарам, актуелно прашање. Ребалансот на буџетот не е нова работа, секоја година се прави. Ние би правили 4-5 пати само да изголемиме капиталните инвестиции, само да биде ефикасен буџетот до крај и да стигне колку што можат овие пари на граѓаните до што поголем број на граѓани, преку компаниите, преку капиталните проекции, преку социјалните политики, здравствените политики и така натаму. Веројатно на средината на годината ќе отпочнеме. Некои постапки немаме отпочнато ребаланс, но не значи дека не размислуваме. Гледаме при проекциите каде остануваат резерви, гледате, спомна 25 милиони евра имаме заштеди. И овие средства мора да ги алоцираме во програма за канализации, водоводи, градинки, детски училишта. Имате потреба од ребаланс. Веќе еве една ставка. Веројатно некаде на средината на годината ќе правиме ребаланс, од она што сега го гледам, последниот збор ќе го каже министерот, оти секогаш владата, каде што можеме да правиме репрограми внатрешни, заради максимализација на ефектите, го правиме тоа, но ако дојде до ребаланс, ќе го направиме ребаланс. Јас очекувам, околу средината на годината, да излеземе со ребаланс на буџетот, но никако да ги коригираме стапките на раст. Иако Светска банка и кои беа другите, ММФ, дават одредени, би ги нарекол, песимистички најави заради тоа што зимскиот период остава впечаток за реализацијата за капиталните инвестиции на многу ниско ниво. Тоа е сериозно и секој пат се случувало. Зимата се користи за проектите, за плановите, за се. Гледате, целата оваа офанзива, јас верувам ако ние успееме 65% да реализираме тоа што сме намерачиле, односно планирале, верувам дека ќе го постигнеме 3,2. Знаете, мојата амбиција 4% може Македонија да стигне. Тоа не зависи само од нас, зависи многу од општините да издават одобрение за градба, ама да не биде тоа изнасилено градење на Скопје, како што зборуваат граѓаните. Внатрешноста е многу важна. Колку ќе бидат подготвени проектите, тендерските постапки, жалбените постапки и експедитивата, многу е важно, и колку ние ќе отвориме амбиентот за капиталните инвестиции од друг карактер кои што не зависат од државата. Сето тоа е бруто домашен производ. Затоа сум многу среќен што министерот идната седмица ќе одлучи второстепено за одредена правно прашање на Скопски саем, за да може точно на 31 да почнат градба. 200 милиони евра проект. Веќе дадоа одобрение за градба, градот Скопје, за Лимакс. Меѓу 150 и 200 милиони евра е проекцијата. Одат огромни пари на милиони евра не во споменици во музеи, во квалитетни градби кои што веројатно покажуваат профит, економски интерес на инвеститорите и сакаме тука да ги насочиме парите. Се радуваме буквално многу на најавената инвестиција за 50 мегавати фотоволтаици без фидинг, без државата да дава разлики од цена. Тоа се 50 милиони евра инвестиции во фабриките другите. Постапките на финализација на Чебрени галиште околу 220 милиони евра. Отвара работа на целата градежна оператива. Ако можеме и од домашни извори на финансирање да го isfinansираме, би било вин-вин-вин. 3 пати победа за сите учесници внатре. Сме насочени на сите овие работи. Од вкупните капитални проекти во Македонија, денеска одржавме еден мини економски совет со министрот за транспорт и врски, подпредседателот на влада за економски прашања и директорот на јавното претпријатие за државни патишта. Во патиштата и во железниците се најголемите капитални. И тука мораме да ги предвижиме работи. Но важно е секој училиште, секоја детска градинка, секој водовод од 350.000 евра, например, или секоја канализација. Сето тоа е капитални инвестиции во инфраструктура. И тоа е тоа каде што се обидуваме да насочиме. Јавните претпријатија кои што оствариле резерва и добивка, јас ќе ги кажам неколку од нив, Биро за метрологија 7 милиони евра, 5 милиони евра има во службен весник, во деловен простор имаме 4 милиони евра, нестамбени деловен, другото претпријатие во деловен простор имаме 3,7 милиони евра дивиденда нераспределена од 2016. Сите ги канализираме во овие капитални проекции, тука ќе имаме потреба од ребаланс. Значи, еден дел ќе оставиме за развојни програми на самите претпријатија, но еден дел ода директно во капитална инфраструктура. Затоа сум убеден и ќе прекосам до крај, дури кој има песимистички оценки дека можно е 3,2 да не се постигне, дури излегува со некој 2,7, 2,3. Јас верувам, не само заради
потребата државната администрација да го дигне капацитетот. Многу зависиме од сите тие раководители на сектори, проект менеджери, раководители на оделение, ги охрабрувам да влезат робусно во овие постапки. Од тоа зависи економскиот раст и развој во Македонија и од тоа ќе го почувствуваат економскиот живот граѓаните. Охрабрувам сите институции да бидат максимално посветени на ова работа за раст на капиталните инвестиции и верувам дека ако успееме да искористиме ова поволна клима во Македонија, регионално, соседски, европски, е достижно 3,2%, а да не биде таргетот пред нас до 4%. Наша програмска цел и ветување пред граѓаните е дека до крајот на мандатот ќе постигнеме 5%. Зошто? Со растови од 2,5, 2,3 не можеме да ја стигнеме Европската унија. Мораме со побрзи чекори да чекориме ако сакаме да го дигаме економскиот стандард, бар да биде приближно со стандардот на граѓаните на Европската унија, тогаш сигурно ќе бидеме дека и вратите ќе бидат комплетно отворени на Европската унија. На политика може да прашање. Што доколку Грција не блокира за НАТО, Кодзијас веќе најави дека нема време да се реши спорот со името до самитот. Дали владата има некаков план? Благодарам, прашањето е многу актуелно и не смееме да дозволиме да правиме драма од прашањето. Зошто? Ние имаме условена автоматска покана. Не ни треба самитот на НАТО во јули, кој што ќе го држи за да некој таму се собере и одлучи за поканата за Македонија. Значи, ако на 7 мај објавиме решение и на 8 мај грчката влада испрати писмо до генералниот секретар Столтенберг, почнува процесот на ратификација на договорите за полноправно членство на Македонија во НАТО. И затоа овде поголем е фокусот на решението отколку на роковите. Роковите буквално се неважни. Точно е, веројатно, она што значи процес на ратификација, процес на референдум, со причина ја загрижува грчката влада, министерот Коцијас, и објаснив дека тоа се деталите на тие рамки што ги најави министерот Димитров и Коцијас од Охрид. Кои се тие временски рокови, како се осогласуваат роковите. Ако постигнеме решението, ќе видите дали автоматската покана ќе биде активирана од јуни, или од септември, или од ноември, дај да го решиме проблемот, ќе биде активирана. Ќе се најдат решенијата правно-формални, како ќе бидат двете страни заштитени и покриени. Многу е важно процесот да биде решен за нас пред се заради добивањето на датумот за почеток на преговори со Европската унија. Грција е навистина позитивна. Ние веројатно и ќе одобиеме заради исполнетоста на условите, ако продолжиме во овие месеци и половина и понатаму да имплементираме, носиме законите, реализацијата да биде успешна. Јас сум убеден дека би требало да добиеме подршка за се. Но ќе бидеме сигурни дека ќе добиеме ако имаме решение на проблемот со името. Грција навистина треба да биде дури лидер на Западен Балкан. Таа е најстарата земја членка на Европската унија, најстарата земја членка на НАТО од Балканот. Овде јас сум убеден дека ако продолжиме со позитивниот дух, ќе се најде решение. Тоа што треба да го знаете сите и вие новинарите кои што го следите прашањето и граѓаните, Македонија има само еден колосек, едно насочна улица, а тоа е градење на пријателство. Дај Боже да го доизградиме комплетно со решение. Ако не го најдеме решението, убаво е да соопштиме што сме решиле и да продолжиме понатаму со градењето на решението. Јас мислам дека сега е вистинскиот момент да се најде решение каде што сите партиципенти во државата би застанале заедно за нешто што е согласно со очувувањето на нашето достоинство и нашиот идентитет, а водејќи грижа и за достоинството секако на грчката страна и нивниот идентитет. Искра повели. Да, јас би се наврзала само на колешката Кусо, а потоа имам и едно друго настрана името. Значи, споменавте повторно оптимистичко сценарио, а неколку пати рековте дека многу брзо очекувате решение. Дали 25-ти по средбата во Виена можеме да очекуваме среда меѓу вас и премиерот Ципрас? Односно, што значи тоа многу брзо е можно? Да, сега е времето, но што е многу брзо за вас? Јас се надевам дека ќе се случи средба со премиерот Алексис Ципрас, која што ќе значи дека останале некои 10% за решавање. Така е планирано, мислам тоа го знаете, сите така е нормално да очекувам. Министрите се тие кои што робусно влегуваат во сите детали. Ако дојдат до таа можност, веднаш ние ќе седнеме. Седнувањето во Софија на 17 и 18 мај не ни бега. Таму се сите премиери членки на Европска унија и сите премиери од Западен Балкан, заради тоа што е самитот на Европската унија за Западен Балкан. Убаво и претходно да седнеме, значи сме веќе блиску. Ако не, тогаш сигурно ќе седнеме, дај Боже,
седнувањето да биде заради тоа што сме блиску, да не биде заради тоа што сме заедно таму сите. Верувам дека секоја средба е од помош, верува и грчката страна дека од помош. Еве најавија дури во мај, ама пак 25 ќе прават средба во Виена, така сум барем информиран, сега вие ми потврдувате дека веројатно тоа е потврдено. Сето тоа може да значи исчекор кон конечното решение. Многу е важно двете страни да се разбереме, влегуваме во самата суштина, во најсуптилните детали, каде што мораме да бидеме доста креативни, за да можеме стварно двете страни да ги заштитиме. Тоа е многу важно за воеднина да градат искрено партнерство Македонија и Грција. Само преку градењето на искрено партнерство вредно е ова да го решаваме. Ова не е само заради ЕУ и НАТО. Ова е заради огромен фронт за можност за интензивирање соработка од секој аспект што може да го отвориме со Република Грција. И уште едно прашање врзано со случајот Монструм. Веќе неколку дена откако родителите на убиените деца под полна морална и кривична одговорност практично во судот рекоа дека се уште има докази во фиоките на СДСМ, не добиле одговор конкретно од вас, каде реално и вистински се наоѓаат разговорите меѓу обвинетите и Бејта, за кои што нели стана збор токму тој ден кога и они тоа го посочија. И второто прашање во врска со ова ми е дали имате намера да се појавите како сведок на суд, како што побарате од вас семејствата. Ако побара судот да бидам сведок овде и да кажам се што знам, секако тоа ќе го направам, тоа ми е граѓанска должност. Суштината на коментарот кој што ќе го дадам, прво треба да знаат граѓаните сите материјали, не само тие за Монструм, сите што сум ги поседувал, вклучително за Зоран Заев, Бранко Црвенковски, Сугаревски, Шикеринска, се е предадено таму. Се надевам дека и моите и на било кој приватни материјали нема да излезат и досега не се случило. Се сме предале таму. Во тој дел, јас заради чувството на родители што изгубиле деца, навистина покажав разговори во просториите на СДСМ, каде што видовме како едно од осомничените лица или во еден дел од постапки осудени лица, Азири, кој што беше во постапката, звони и разговара со градоначалникот тогашен на Гостивар, Невзат Бејта, и го моли за некои 450 евра субвенции. Ургира за субвенции во земјоделството, има овци, веројатно, не знам, има некои штали, и тоа е разговорот, јас го покажав тој разговор. Исто на родителите ги покажав дури со кој разговарале. Тие што ги викат скриени телефони, ги видоа телефоните. И на крајот сето тоа е предадено. Но Зоран Заев не може да биде истражител, не може да бидам обвинител, не можем да бидам јас тој кој што ќе дава оценки или слично. Тоа е предадено и ве гледате процесот се води комплетно од самиот почеток, заради тоа што таму сум тврдел дека има основани докази, кои што треба некој да ги разгледа, за да знае процесот дека вклучително и со тие докази ќе се разгледува. Така да остануваат постапките на специјалното јавно обвинителство, државното обвинителство, не знам колку се уште е вклучено, и судовите и судските инстанции кои што треба да донесат одлука. Колеги, дали имаме други прашања? Уште едно, во врска со проширувањето на коалицијата, Гаши од Скопското крило на БЕСА рече дека нема да седне во владата заедно со Касами од Тетовското крило, ќе пресечете во чива корист? Нема да коментирам вакви шпекулации. Знаете како, ние разговараме со секоја партија и со секој субјект поединечно. Веројатно, поделбата која што се случила во БЕСА ги предизвикува одредени поединци да даваат вакви или онакви коментари. На крајот, јас се надевам дека ќе направам поширок договор со повеќе субјекти, а одлуката е нивна дали ќе влезат или не, ако евентуално има постигнато договор. Зборувам како потреба од проширување на парламентарното мнозинство, зборувам за причините и суштината зашто тоа го правиме, заради тоа што гледам дека не веруваат во концептот огромен број на пратеници, некои представени преку политички партии, некои се уште немат титулар политички или слично, но не веруваат во чиста Македонија, веруваат во концептот едно општество за сите. Веруваат дека треба да ги поддржат реформите и сега е моментот да се приклучат на тоа. Веруваат дека сега е вистинскиот момент да се изнајде решението кој што со Грција, кој што го има проблемот со нашето уставно име. Значи, сите овие политики се главните политики во државата. И ако некои пратеници на вистина се насочени, редно е да разговараме со нив. А тоа ќе им даде можност на оние 62 пратеници кои што сега се во мнозинството, да бидат и пратеници на граѓаните, да имат време во своите општини, во своите региони, да бидат во
полн капацитет пратеници и буквално да може да дојдат до некој министерство, работејќи законските решенија заеднички. Да имат време и за тоа. Буквално со 62 пратеници се фиксирани, не можат во целиот обем пратениците да извршат својата работа. Тоа се главните причини за кои што разговарам и транспарентно ги споделувам и со вас, медиумите и со граѓаните. Последното прашање не е са Алса телевизија. Господине значи, би сакала да ве прашам кога ќе се усвојува законот за медиуми, законот за јавен обвинител и останатите реформски закони, значи дали се координиравте со опозицијата и кога сме кај реформите, дали може да откриете нешто околу планот 18? Дали е време да откриете? Еве вака, нема детали, се создава тој план. Тоа е планот највеќе за имплементација. Дел остана да се донесат законите, секако постојат и втори фази. Во јуни за правосудството постои следна фаза, но следува период на имплементација. Во таа имплементација е многу значено тоа што застануваме заедно сите или до крај правиме максимални напори заедно да видиме. Оти тоа е најсериозната гаранција дека имплементацијата ќе во суштина ќе го даде својот резултат. Законските решенија и до сега во некои области биле одлични, но имплементацијата била катастрофална. Затоа е вредно, заедно со опозицијата и со сите други политички чинители, да градиме решенија, гледате и помага Советот за имплементација на стратегијата во правосудството, експерти се вклучени по различни нивоа, тоа е гаранцијата за успешноста која што треба на крајот граѓаните да ја почувствуваат и да кажат да, сега чувствуваме, се променија работите. Тоа е конечната цел која што очекуваме. А во делот на она што значи недонесени законски решенија, еден дел е за медиумите. Веројатно се уште треба да се искристализират одредени детали. За нас е многу важно медиумската фела, каков коментар дава на предлог законското решение кое што е во парламентот. Тоа е првиот приоритет, затоа што законот треба најповеќе да им служи на медиумските работници и на медиумите. Вториот дел, важно ни е опозицијата да има согласен или поприлично унисон став, заради тоа што и тоа е гаранција за успешна имплементација на тој закон. Знам дека голем дел од работите во правосудството, кои што се и со просто мнозинство со 2/3 се веќе завршени, веројатно на наредните седници, на 2, 3, 4, не знам кога се закажени во парламентот наредните седници, би требало, јас очекувам, заедно да ги изгласаме, заради тоа што поминавме макотрпно часови преку работните групи за изнаоѓање на овие решенија. Јас, знаете дека дадов пофални зборови за учеството на опозицијата, го направив тоа заради тоа што е заслужно и меѓу другото заради тоа што очекувам за националните интереси да градиме заедничка стратегија, а да се биеме и критикуваме таму каде што тоа е заслужено или да се надпреваруваме со економски проекти кои што се многу важни за граѓаните.